Джейдип Манчанда купил нов автомобил сред бранат оптимизам меѓу индиските професионалци, бидејќи компаниите забележаа силен напредок и покачување на платите. There are good projections for Indian economy. Има добри проекции за индиската економија. Дури и меѓу нашите пријатели, многуми наменуваат работни места, одат на подобри. И мојата сопруга неодамна се префрли на нова работа. Потрошувачите како Манчанда и неговата сопруга ја потикнуваат домашната побарувачка во Индија во време кога државата одлучно излегува од пандемијата на COVID-19. Например, автомобилската индустрија во ноември забележа највисока продажба во незината историја. Доаѓаат нови инвестиции, бидејќи земјата го запира глобалниот тренд на забавување на економскиот раст. Индиската економија се соочува да порасне за речиси 7% оваа година и покрај турбуленциите што ги предизвика руската војна во Украина. Тој моментум веројатно ќе продолжи, помагајќи да ги надмине Јапонија и Германија и да стане трета по големина економија во светот, според неодамнешна прогноза на инвестициска компанија во Њујорк. Дури ако остане на растеж од околу 5,5-6% или околу тоа, дури и тогаш ќе биде изворено. Со децении, глобалните инвеститори се фокусираа на Кина, додека индискиот производствен сектор заостануваше. Но како што се продлабочуваат тензиите меѓу САД и Кина, може да се отворат нови можности за Индија. При посетата на Њу Делхи минатиот месец, министерката за финансии на САД Дженет Јелен зборуваше за градење поблиски врски. Соединетите американски држави користат пристап за диверзификација во земјите кои не се геополитички и безбедносни ризици за нашиот синџир на снабдување. За да го сториме тоа, ние проактивно ја продлабочуваме економската интеграција со доверливи трговски партнери како Индија. Технолошката компанија со седиште во САД Apple се очекува да пресели дел од производството на iPhone во Индија. Тајванската електронска компанија Foxconn и локалниот конгломерат Веданта најавија формирање фабрика вредна $19,5 милиарди за производство на полуспроводници. Сега на Индија веројатно се гледа како на следното место каде што ќе дојде растот. Тоа се очекувањата и првичните знаци тоа го покажуваат. Затоа, веројатно, многу глобални инвестиции, директни инвестиции, исто така многу од глобалниот финансиски капитал, сега се свртени кон Индија. Индиците често бараа можности за кариера во странство. Сега многумина чувствуваат дека се на вистинското место во вистинско време. Индија има голем потенцијал низ секторите, низ географските области и низ малите и поголемите градови. Сепак, економистите предупредуваат дека инфлацијата што повредува многу економии и стравувањата од глобална рецесија представуваат ризици за растот на Индија.